Во продолжение ја најавуваме меѓународната анализа за ова утро, што се случуваше викендов, овој продолжен викенд за нас. За некого одмор, но за некого непрестанок на една голема војна, што се случува на Блискиот исток. Се случува дека денеска е годишнина од почетокот на израелската војна операција од мазничка како резултат на оние напади од пред година дена на 7 октомври, кога Хамас направи грозоморен терористички напад, зема заложници, уби доста луѓе, го наруши територијалниот интегритет на Израел, го посрамоти Мосад, направи еден разузнавачки упад и тоа беше нешто што пред година точно дојде до оние одмазнички акции на израелската армија врз терористите на Хамас. Еве и година дена подоцна, се уште трае таа војна, се уште има заложници кои се во раците на терористите на Хамас, но и се уште трае војната операција, бидејќи точно година дена помина, израелската армија и денеска врши операции, воздушни напади врз северниот дел на појасот Газа, паралелно со фронтот и во Либан и Хезболах, значи израелците на два фронта војуваат во моментов, со тоа што се однесува до Газа, таму секојдневно црн биланс, еве утринава 20 загинати, се стрела врз делови каде што се сомнева дека се уште има упоришта на Хамас. Хамас видно ослабнат, уништена инфраструктурата, обезглавен од неколку команданти, вклучувајќи го и нивниот долгогодишен лидер Исмаил Ханија, но се уште потентен да може да направи безбедносна закана за Израел. Значи Израел продолжува таму, паралелно продолжува и со копнената операција која е ограничена околу пограничниот дел на Либан. Таму војува со Хезболах. Хезболах истрела синоќа 30 на ракети, ми се чини, не ме фаќаат гледачите за збор, но имаше 70 и нешто повредени. Значи војната се распламтува, израелците продолжуваат прилично одлучно да се справат и со Хезболах и со Хамас во исто време, а се подготвуваат и да го направат оној долго најавуван одмазнички удар врз неговиот најголем непријател Иран. Вчера кабинетот на Бенјамин Нетањаху имаше воредна седница каде што требаше да го утврди начинот на кој ќе се одмазни. Значи ние веќе 2 недели или светот веќе 2 недели пулсира во тоа како Израел ќе му возврати на Иран. Се оди до тоа дека ќе се гаѓаат нафтените постројки до нуклеарните постројки. Ќе видиме како сето тоа ќе испадне, но она мене што ме загрижува, ми се чини дека војнава на Блискиот исток не само што не се смирува, туку и ескалира. Прашање на време кој ќе влезат и новите актери во таа приказна, како што се Египет, Турција до некаде, Јордан, Сирија, и да не ги набројувам, но додека Блискиот исток ескалира, се вознемирува и далечниот исток. Случајно или не, Кина дали го користи овој момент на дефокус на светската политичка ескалација на Блискиот исток и константната војна во Украина, која веќе стана секојдневие 3 години. Кинеската морнарица го опколи буквално Тајванскиот остров, кој, ќе потсетам, е независна држава според Тајван, со огромна поддршка на САД, а од друга страна Кина го смета како дел од своја територија и најавува дека многу брзо Тајван ќе го врати под своји граници. Така да дали ова е само еден обичен воен маневар на кинеската армија или можеби воведи почеток на нешто, ќе видиме. Дали кинезите токму сега го кибицирале моментот дека светот е во расчекор, војна на Блискиот исток, војна во Русија и Украина, немање цврста политика на светскиот полицаец број 1 Соединетите Американски држави, Европа таква каква што е, дали можеби кинезите ќе го искористат овој миг да го нападнат Тајван, сега хипотетички зборам, или сето ова е само одмерување на мускулите и силите, ќе видиме. Во секој случај, таква огромна флота на носач на авион на кинеската морнарица, на источната флота на кинеската морнарица, со огромен број на бродови, подморници, авиони, сето на што оди како комплет, не е пријатно, бидејќи веќе имаме 2 сериозни светски жаришта, а ова е било трето.
Вистина разгорување на повеќе страни низ светот кога се работи за војните и ова со Тајван вознемирува дополнително. Па историјата нас не учи дека обично кога е ваква состојбата во светот, тогаш секој почнува полека да го искористува мигот во зависност како ќе го процени, да испрофитира нешто и да реализира некаква политика која има. Пекинг никогаш не криел дека кога тогаш Тајван ќе го врати во Кина. Тоа претходно го направи со Хонг Конг, но на мирен начин. Британците му го предадоа, тоа беше британска колонија, претходно португалската колонија Макао, исто така мирно беше предадена, но Тајван се чини дека не планира да се врати во Кина, особено што има силна поддршка на Соединетите Американски држави. И самиот Пентагон рече дека ги следи овие воени маневри и дека ги оцени маневрите како вознемирувачки и ескалирачки, но повторно ќе кажам, не знаеме дали во Пекинг политичарите и војните експерти кинески процениле дека сега е мигот, бидејќи претседателските избори во Соединетите Американски држави се на 5 ноември. Тоа е уште малку. Се наближува. Тука е расчекор, актуелниот претседател Бајден, иако нели нас не уча и на факултет, ние што сме студирале политички науки и новинарство и сето тоа, дека владите имаат континуитет, сепак авторитетот на актуелната администрација на Бајден е многу помал отколку би бил да нема избори или доколку да е новата администрација. Од друга страна, политиката на САД е јасна. Тајван е независна држава и ќе го бранат по секоја цена, но не знаеме ниту Камала Харис, ниту Трамп до сега не зборуваа нешто многу околу Тајван, беа фокусирани на Блискиот Исток, беа фокусирани на Русија и Украина, па може би овој расчекор е проценка на кинезите, не знам сега, калкулирам и шпекулирам, дека сега може би е мигот нешто да се реализира, а може би е само еден пробен балон да видат до каде кој како е подготвен. Во секој случај сето ова проценката на блискоисточната темпирана бомба која буквално ја засени и војната во Русија и Украина. Благодарам, Андуновиќ, како и секогаш брзо лета времето кога дискутираме за светските случувања, повеќе детали, односно сите новости кои што ќе пристигнуваат во врска со светските случувања, следете ги на slobodnpečat.mk, а во продолжение ја пречекуваме Ана во студиото, која што ќе ни каже каде можеме да одиме во слободно време. Што ни носи културата денес и деновиве, слушаме во продолжение.